Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Но имам нешто против тебе, зошто ја остави својата прва љубов. Откровение, 2 глава, 4 стих. Почитуван Херолд, напиша редовниот студент слушател на Насоки. Како член на голема главна деноминација, честопати сум бил разошаран од либерализмот кој изгледа дека се вовлекол во црквата. Имаме еден од најубавите хорови и ги имаме најубавите згради во градот, но сепак, тешко дека во нив се слуша проповедањето на Евангелието. Таквите цркви може би се многу богати, но се чини дека тие се многу сиромашни. Може би и вие исто така се чувствувате како пријателот кој го напишал ова. Може би пораснавте во таква црква. Тоа била вашата домашна црква уште од многу одамна, но со текот на времето работите се смениле. Го рецитирате кредото на апостолите, ги пеете традиционалните песни, го принесувате доброволниот прилог и слушате читање на писмото. И тоа е направено доста перфектно, но не постои живот. Духот си заминал. Недостасува славата на семоќниот. Голем број на деноминацијски цркви, кои некогаш биле енергични и моќни, сега се во модел на преживување. Нивните столчиња се речиси празни и нивната главна загриженост е како да се подигне буџетот. Ме потсетуваат на описот што ни го дал Јован за црквата од Лаодикија во првиот век. За нив, Јован ги искажал острите зборови на семоќниот. Бидејќи велиш, богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден, несреќен, сиромав, слеп и гол. Откровение, 3 глава, 17 стих. Интересна забелешка. Лаодикеја била позната по својот лек за очи, еден вид на лек кој бил познат и ценет низ целиот свет. А Бог вели дека треба да купат лек за да го стават на нивните собствени очи, за да можат да гледаат. Не е чудно што денес тие цркви се речиси празни. Во внатрешните градови некои од тие безживотни објекти биле претворени во ресторани или магацини. Дали има надеж за деноминацијските цркви кои имаат се, но ја напуштаат историската вера? Ако ја сватите историјата сериозно, имате многу слабо гледиште за можноста на реформација. Во меѓувреме, недела по недела, го повторувате обожувањето. Кога ќе станете целосно разочарани со статусот кво, обично ја напуштате црквата. Го отфрлате и доброто заедно со лошото. Се откажувате од црквата. Тоа е она што голем број луѓе го направиле. Во изминатите неколку децении, мега црквите се појавија во целиот свет, фокусирајќи се на библиското учење, обожување, светоглед кој ги допира човечките животи и ја споделуваат пораката дека вашиот живот може да има цел и значење. Повеќето од истите цркви ги поттикнуваат учесниците да се вклучат во мала група, која понекогаш е наречена група за ученици или домашна група, каде што интеракцијата може да се одвива на лично ниво. Во исто време се случува тивка револуција, движење кон мали групи домашни цркви без кадар, без зграда, без надгледништво и без притисок за исполнување на обврската за раководење. И сега, има ли надеж за традиционалните цркви? Лекот што Бог и го дал на студената Лаодикејска црква беше да се покајат, да ја препознаат својата духовна сиромаштија, нивната голотија, нивниот неуспех да ги видат потребите на другите, како и своите собствени. Воскреснувањето на мртвите е предизвик, но не и невозможно. Давањето живот на новите е многу полесно. Завршна мисла. Поострата оптужба на Лаодикејската црква го имате приказот на Исус Христос кој стои пред вратата тропајќи, уверувајќи ги оние внатре, дека ако тие ја отворат вратата, тој повторно ќе влезе. Откровение, 3 глава, 20 стих. Патетично и трагично е кога вратата на црквата била затворена, а оној што ја родил стои пред неа и тропа, обидувајќи се да влезе внатре. Јас лично, без разлика дали е тоа катедрала со витраж, преобразен магацин или дневна соба, би се одлучил за заедница каде што чувствувам дека Исус е таму и каде што тој е добре дојден, прифатен и сакан, и потоа би паднал пред неговите нозе и би го обожувал. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.